Општина Кривогаштани во изминатите 4 години бележи пораст во реализираните проекти кои што се во интерес на граѓаните, и тоа од повеќе сфери. Најголемиот дел од нив се инвестиции во делот на комуналната и патната инфраструктура. Колку е тешко, односно како се менаџира една рурална општина, е поводот за разговор со градоначалникот на општина Кривогаштани Тони Затковски. Добро дојдовте во студиото на Канал Визија и да кажеме која е мисијата и визијата за едно успешно менаџирање на една рурална општина. Пред се еден голем поздрав до вас и до сите гледачи на Канал Визија и ми представува задоволство што еве повторно сум ваш гостин во вашата емисија. Да почнам од предизвико како градоначалник, значи изминаа 4,5 години од моето назначување за градоначалник на општина Кривогаштани. И сметам дека во овој мандат 4,5 годишен, што е веќе позади нас, беше успешен за нашата општина, меѓутоа со останати работи што секако мора да продолжат да се реализираат и во наредниот период, без разлика кој ќе биде идниот градоначалник во наредните 4 години. Градоначалник во една рурална општина е предизвик и во смисла на што се наоѓаат работи кои што во сферата на комуналната и патната инфраструктура, како што спомнавте, најбитниот сегмент не биле реализирани и треба да се реализираат во делот на економијата, во делот на трудот и социјалната политика, образованието и така натаму и така натаму. Мојата визија кога дојдов за градоначалник беше општина Кривогаштани да стане едно добро катче за живење на сите генерации и структури во општината, пред се задржување на младата популација и да се чувствуваат како да живеат во една урбана заедница, односно урбана општина. Го променивте ли ликот и има ли разлика она што беше пред, односно општината сега одагол после 4 години? Не би било коректно сега сам да се фалам, меѓутоа сметам со оглед на сите кажување на сите оние кои што транзитираат низ нашата општина, па и самите жители, дека доста работи се изменати во самата општина, во повеќе населени места. Значи пред се централното подрачје, значи населеното место Кривогаштани како центар на општината доби еден сосема нов лик. Изградени се повеќе капитални објекти во населеното место, изградени се плоштади, тротоари, нови улици, така да сметам дека веќе наликува на една мало урбана општина со едно убаво место на живење. Во ова, рековме, мала, но рурална општина инвестирани се 6 милиони евра и тоа во разни проекти. Најголемиот дел од нив се за комуналните потреби на граѓаните. Кажано во бројки за 4 години над 400 проекти. Да, бројќи ги сите проекти, значи ние си следиме нашите активности како градоначалници. Општина Кривогаштани има реализирано приближно 400 проекти, меѓутоа од кои што над 115 некаде, значи околу 115 се капитални проекти со големи парични средства и од кои што добри 80 до 90% тоа се инвестиции од владата, беа од владата во тој период. Значи се работи за инвестиции во делот на комуналната и патната инфраструктура, се работи за инвестиции во делот на образованието, трудот и социјалната политика, во здравството, значи ниеден сегмент не беше запоставен во овие 4 години. Најголемите инвестициони проекти беа во комуналната, како што напоменавте, и патната инфраструктура. Значи во тој дел морам да потенцирам дека се заврши канализацијата во населеното место Кривогаштани и додека направиме 2 нови канализации, односно во населените места Слави и населеното место Крушени. Тоа се инвестиции од владата, беа од владата на Република Македонија и вкупната вредност на сите 3 проекти не беше некаде, односно некаде околу 500.000 евра. Се работи значи за поголеми парични средства и поголеми инвестиции, но пред се тие основните проекти, основните потреби на граѓаните на нашата општина.
со несмален интензитет се работеше и на асфалтирањето на така, улиците. ставивте асфалт на 25 километри наместо кал, имаме 25 километри асфалт. 25 километри, од кои што Дел регионални, дел локални. Да, значи се работи за околу 18 километри регионални патишта, тоа е патниот правец Кривогаштани Воѓани, што го поврзува, што е поврзува општина Кривогаштани, општина Крушево и општина Демирхисар, и патниот правец Обршани Боротино, значи тоа е некаде околу 8 километри и ги поврзува фактички општините, прави спојка на овој регионален пат, ги поврзува општините Демирхисар, Кривогаштани, Крушево и Прилеп. Нашата општина има добро геостратешко, да речем, подрачје, бидејќи се наоѓа во центарот на 4 општини, кои што голем дел граѓаните од тие општини гравитираат во општина Кривогаштани. Покрај ете, рековме, промена на канализационите системи, поставување во населени места каде што ги нема, со несмален интензитет во рамките на вашето раководење се впуштивте во реализација и на проекти во делот на економијата, што е многу битно и важно, затоа што сега во вашата општина веќе функционираат 4 фабрики. Кога дојдовте имаше само една фабрика за преработка, но сега веќе има 4. И со најава за нови. Да, значи кога дојдов како градоначалник во нашата општина во функција беше фабриката Кривогаштани Промет, која се уште успешно функционира исклучиво за преработка на зеленчук наменет за извоз, значи пред се Соединетите Американски држави. Втората фабрика што се отвори е Бакалевски Промет, исто незината намена е производство на и преработка на конзервиран зеленчук. 99% производството им е наменето за американскиот пазар. Во фаза на изградба е фабриката Доел Стефан, која што исто така е во индустриската зона Слави, која што ние проектиравме, значи со моето доаѓање, комплетно е распродадена. Тука како фабрика веќе почна со работа е ВЗ Шари од Требош, Тетово, која што оваа година почна со производство на пченка и пченица, меѓутоа во оваа година и уште наредните 2 според бизнис планот, тука треба да никне една современна фарма за крави и бикови, кланица, сушара и силоси кои што ќе бидат наменети за потребите на самата фабрика, а додека според најавите на инвеститорот треба да очекуваме во наредниве неколку години и односно изградба на биоцентрала. Во завршна фаза е изградбата на фабрика за производство на масло од канабис за странски пазар. Тоа е инвестиција од Соединетите Американски држави во која што планирано да се вработат околу 300 лица во наредните 2 години. Значи ли тоа дека ќе има недостиг од работна сила во општина Кривогаштани и дека ќе треба да увезувате работници? Па со оглед на динамиката на инвестиции кои што ги има во општина Кривогаштани, претходно ги спомнав тие 4 поголеми, да речем, инвестиции, имаме и неколку помали кои што функционираат, кои што се отворени во овие 4 изминативе 4,5 години. Тука и по фабриката за производство на масло од канабис, кое што се наоѓа во атарот на општина Крушево, меѓутоа со оглед на блискоста голем дел од покрај жители на Крушево, значи општина Крушево ќе се вработат и жители на општина Кривогаштани. Завршна фаза е изградбата на фабриката според најавите од управителот и инвеститорите, значи истата треба да почне со работа некаде најмногу за месец дена и стартно ќе бидат вработени околу 100 лица, додека кога ќе биде комплетно завршена незината изградба, бидејќи планираат незино проширување, некаде вкупната бројка би достигнала околу 300 вработувања. Општината наша, мислам дека заедно со општина Крушево може да излезе во пресед во делот на вработувањата, бидејќи имаме доста млада популација која што е тука, живее во нашата општина. Имаме значи значително намалена миграција, ние сме една од општините кои што имаме минимален миграционен систем, значи многу малку се иселуваат. Имаме доста склучување на нови бракови, што посебно радува за една мала општина. И сметам дека со овој тренд што го имаме, со зголемување на наталитетот, спречена миграција, општина Кривогаштани полека ќе прераснува во една од поголемите општини во Република Македонија од рурален аспект. Кога го споменавме зголемувањето на бројот на жителите, тоа значи деца, тоа значи и образование, вложувавте и реновиравте и голем број на училишта, меѓу кои Централното основно училиште Јонче Смугрески.
Во делот на образованието општина Кривогаштани со помош на владата инвестираше околу 1 милион евра во сите училишта во нашата општина, значи комплетно беа реновирани двете централни училишта. Едното е Централно училиште Манчо Матак во населеното место Кривогаштани, кое што има 5 подрачни единици, и Централното основно училиште Јонче Смуглевски во Обрашени, кое што има 2 подрачни училишта во населените места Бела Црква и Боротина. Значи комплетно се реновирани сите училишта, од кои што најголемите инвестициони зафати беа во централните училишта, и комплетно беа изградени односно реновирани 2 подрачни во населените места Слави и населеното место Годиле. Сума сумарум кажано, да не заборавам тука, значи дел од инвестицијата е преку УСАИД. Општина Кривогаштани е една од првите општини не само во Европа, и во светот, кои што имаат изготвена стратегија за климатски промени, која што ни беше основ за добивање на грант од УСАИД од околу $100,000, кои што беа вложени во комплетно реновирање на Централното училиште Манчо Матак, значи комплетно енергетски ефикасна фасада, систем на парно грејење на пелети, бидејќи тие беа предусловите за намалување на емисијата на штетни гасови. Не помалку, значи, беа запоставени и подрачните училишта, комплетно сите школи беа реновирани во делот на можностите на општината, беа оградени, и сметам дека тоа е еден од предусловите за успешен развој на образованието и правилна едукација на децата кои што живеат во нашата општина. Кога сме кај најмладите, да кажеме дека за оние деца кои што не се офатени во училиште, веќе има и 2 нови градинки во Кривогаштани. Да, во општина Кривогаштани имаме 2 градинки. Едната се наоѓа во склоп на основното училиште Манчо Матак во Кривогаштани, каде што имаме комплетно задоволување на потребите на дечиња. Имаме 50 дечиња кои што се во 2 групи со целодневен и полудневен престој, а додека во населеното место Обршани функционира Центар за ран детски развој, имаме некаде моментално околу 40 деца, со интенција истиот да прерасне во градинка како и во населеното место Кривогаштани. Моментално сме во фаза на реализација на проектот за отворање на уште еден Центар за ран детски развој во населеното место Бела Црква, каде што инвестиција ќе биде комплетно помогната од УНИЦЕФ, веќе се почнати првичните активности. После изборите треба се подпише и референдум за соработка, односно меморандум за соработка, и почнуваме со изградба на третата градинка или вториот дневен центар за потребите на немладата популација. Имате и спортско игралиште, имате и нова спортска сала? Не помалку во нашата општина се вложува и во делот на спортските активности, бидејќи спортот е еден од предусловите за правилен развој на децата, па и по возрастните структури, со цел намалување на влијанието на пороците, кои што ги има во денешно време. Тука ни е повеќе наменското спортско игралиште, кое што го реализираме со инвестиција од Агенцијата за млади и спорт. Тука е новата училишна спортска сала, која што инвестиција беше од Министерството за образование и наука, така да во најголем дел Кривогаштани со околните населени места ги задоволуваат потребите, значи овие 2 објекти за самото население, а додека во наредна фаза се предвидува, значи, изградба на уште една спортска сала со повеќе наменско игралиште во делот на населеното место Обршани, каде што околу тоа населено место гравитираат 5 други населени места, и мислам со тие 2 инвестициони нови зафати што треба да се реализираат, комплетно ќе биде решен проблемот за сите деца, односно сите структури кои што сакаат да се занимаваат со спорт и спортски активности. Дававте несебична поддршка како локална самоуправа и на различните културни манифестации, од организирање на средбите и носиите, исто така организиравте и дочек на Нова година и слично. Колку се поткрена културниот и забавниот живот во општината? Има ли раздвижување? Има, значи дефинитивно можам да кажам дека општина Кривогаштани доста вложи напор и во реализација на инвестирање во делот на културата и културните активности. Значи се организира редовно избор на најубава народна носија, која што во еден период беше прекината, од кои причини не знам, меѓутоа еве веќе 4 години со ред се одржува. Исто така се одржуваат топли културни бранови кои што беа финансирани од Министерството за култура. Отворивме, значи, со одлука на владата се донесе одлука за формирање на музеј во Кривогаштани, кој што ќе биде стациониран во старото школо во основното училиште Манчо Матак.
бидејќи ние сме една од ретките општини помали што веќе отворивме, односно излобиравме фактички во Министерството за култура да не отвориме два нови археолошки локалитети кои што се од огромно значење за општината и за Република Македонија. Тоа е археолошки локалитет Врбјанска чука во близина на населеното место Врбјани и локалитетот Локвенско кале. Врбјанска чука се најдени експозантни пронајдоци од време на неолитот, а додека Локвенско кале имаме уникатни пронајдоци кои што гравитираат од 3 до 4 век пред нашата ера, значи од времето на Александар III Македонски. Сето тоа влие на развижување на популацијата, подигнување на нивото, на свеста на самите граѓани на нашата општина и сметам дека овие сите вакви инвестиции во дело на културата, претходно што спомнам дело на спортот, треба да одат уште со поголем интензитет. Сега предлагам да се вратиме пак малку на сликата на населеното место Кривогаштани, кое што рековме е променета, да кажеме веќе дека тука се гради и нова административна зграда, но да кажеме дека веќе во завршна фаза изградбата на сточниот пазар, кој ќе биде со предвиден паркинг простор, кој ќе биде со убав простор за сместување на стоката, затоа што знаеме дека тој сточен пазар е надалеку познат. Само една мала исправка, значи сточниот пазар го завршивме, моментално го завршна фаза е зелениот пазар, значи тоа е еден комплекс што сакаме како општина да го реализираме, комплет на пазари. Сточниот пазар, значи еден од најпознатите во Република Македонија и пред месец дена добивме официјален документ од Европската комисија при Европската унија за пазар што ги задоволува сите европски стандарди, значи имаме и официјален писмен документ. Изграден е паркинг простор од 3500 метри квадратни за потребите на сточниот пазар, а додека за потребите на зелениот пазар изградивме помалку паркинг простор, значи за потребите и на граѓаните кои што ќе доаѓаат на тој пазар, како и за тие што ќе го користат. Зелениот пазар, значи, треба да заврши некаде до крајот на октомври, евентуално средината на ноември, според најавите на инвеститорот. Тоа е грант од ИПА програмата, кој што го добивме преку Министерството за финансии и Светска банка. Неговата вредност е околу 110.000 евра, а исто така во тој период, значи, треба да заврши и комплетната реконструкција на општинската зграда со енергетски ефикасна фасада, со нови административни канцеларии, така што во голема мера ќе се олесни работата на самата администрација, меѓутоа граѓаните ќе имат уште подобри услови да ги реализираат своите потреби. Во самата општинска зграда, да напоменам дека успеавме да донесеме 7 подрачни канцеларии од ресорните министерства. Значи тука го имаме подрачната канцеларија на Министерството за земјоделие, Министерството за труд и социјална политика, тука ни е Центарот за вработување, Фондот за здравство и во самата општина е сместена и Агенцијата за катастар, односно потребните документи што граѓаните досега требаше да ги вадат во други градови, сега можат комплетно сите целокупната документација од овие соодветни министерства да ја имаат и во самата општина. Настојуваме на секој начин, значи да им олесниме на граѓаните во делот на секојдневните потреби и мислам дека постигнавме во тој дел доста многу, меѓутоа сепак не чека уште многу работа. Кога велиме дека завршивте голем број на проекти, имаше ли нешто што можеше да се направи, не се направи, односно тоа ќе се реализира во следниот период? Има уште голем број на проекти кои што треба да се реализираат, несомнено, значи ние секојдневно, дали јас како градоначалник, дали преку локална самоуправа, дали преку местните заедници, ги добиваме сите потребни информации од самите граѓани во кое населено место луѓето каква потреба имаат. Меѓутоа сепак има ограничувачки фактори кои што не може да бидат реализирани баш во моментот кога има потреба, меѓутоа секако дека тие ќе бидат реализирани. Посебно тука можам да ги потенцирам повторно комуналната и патната инфраструктура, значи не останаа уште доста населени места кои што треба да добијат канализациони системи, од кои што за најголем дел веќе имаме изготвено проектна документација што представува еден од предусловите за изградба на тие инфраструктурни проекти. Ние како општина можам да се пофалам дека сме единствена општина во Република Македонија каде што имаме изработено детални урбанистички планови за сите населени места
И еден од предусловите кои што не ограничува во дело на инвестиции во инфраструктурата беа и урбанистички планови, меѓутоа сега не постои никакав пречка од тој аспект. Значи ние веќе изработуваме комплетно проектни документации за водоводи, канализации во сите населени места и асфалтирање покрај на локални патишта, така и на локални улици кои што гравитираат во самите населени места. Меѓутоа сепак тоа се должи на потребата од финансиски средства, временски период, али сепак сум голем оптимист и сметам дека наредните години тие основни, да ги речам, основни инвестиции во дело на таа инфраструктура ќе бидат реализирани, веќе стварно жителите имаат потреба. Чувствувате ли потребата на граѓаните, кој е вашиот стил на работа и колку и како сте отворени за нивните потреби, за нивните идеи? Настојувам, значи, да бидам комплетно отворен со сите граѓани, да ги слушам нивните проблеми, да ги решаваме заеднички проблемите кои што се од општ интерес за самата општина и во сето тоа мора да се најде време, значи сепак граѓаните се тие кои што ја даваат довербата на секој градоначалник во самата општина. Некогаш и самите временски услови не дозволуваат со доста обврски, доста лобирања во соодветните министерства, странски организации кои што сепак ние како мала општина немаме доволно буџет или финанси се сами тоа да го направиме и обврската градоначалник значи менаџирање фактички со таквите институции пред се во владата. Потоа имаме доста странски невладини организации кои што инвестираат во тие рурални општини, меѓутоа начинот на обезбедување е доста тежок, треба комуникација, лобирање кај самите, докажување исправноста на тој проект и така натаму, значи има доста предуслови, меѓутоа сепак гледам да најдам време колку што можам повеќе да ги слушам самите граѓани. Доколку не го дозволуваат самите услови, имаме отворено во самата општина канцеларија за прием на странки, каде што комплетно луѓето можат да се обратат, да ги кажат своите потреби. Локалната администрација има обврска, значи во моментот на секој еден кој што има било каква потреба да им излезе во пресред. Кога велиме дека реализиравте голем број проекти, да кажеме колков е бројот на пријатели, односно на партнери кои што ги има општина Кривогаштани, за токму овие сите проекти, го споменавте и невладиниот сектор и се да бидат реализирани? Општина Кривогаштани комплетно беше овие 4,5 години отворена за соработка со сите институции, значи и фондови во Република Македонија, како што напоменав, вклучително и владините институции, но и невладини организации кои што се во Република Македонија. Ние имаме одлична соработка и со УСАИД, имаме одлична соработка со УНИЦЕФ, со УНДП. Еве, можам да напоменам дека соработуваме и со дел на странските амбасади, значи имаме доста помоши од швајцарската амбасада преку нивната швајцарска агенција за развој, каде што успешно реализиравме 3 проекти кои што беа финансирани од швајцарската амбасада, односно од Република Швајцарија. Исто така имаме одлична соработка со германска амбасада, каде што за потребите на комуналното предпријатие добиваме цистерна. Имаме одлична соработка и со јапонска амбасада, каде што јапонската амбасада ни донира возило за собирање на смет во вредност од околу 80.000 евра заедно со контењери. И на тој начин, значи ние како општина сметам дека постигнаме доста успех, бидејќи искористивме голем број од тие проекти на странските фактори кои што се во Република Македонија и препорачувам, значи и во еднина без разлика какви ќе бидат резултатите од самите избори, мора да се продолжи, значи секаква соработка со странскиот фактор, бидејќи тие многу посветуваат влијание на помалите рурални заедници за инвестиции во повеќе сфери, пред се во комуналната и во патната инфраструктура. Не можам да не ве прашам, ВМРО ДПМН типува на вас, вие сте еден од 5 кандидати потврдени кои што ќе одат во трката на предстојните локални избори. Верувате ли дека ќе добиете повторно довербата на жителите на општина Кривогаштани? Пред се за мене представуваше чест и задоволство што бев номиниран меѓу првите 5 кандидати за градоначалници од ВМРО ДПМН. Јас нормално сум оптимист и верувам дека граѓаните ќе го видат доброто и повторно ќе ја дадат поддршката за кандидатот на ВМРО ДПМН, односно за мене. Меѓутоа,
мојата работа пред се ќе се должи на уште поголема активност, уште поголема реализација на проекти, уште поголема соработка со странски фактори и невладините организации со цел се, значи, општина Кривогаштини да прерасне во стварно една урбана заедница која што ќе биде пример за повеќето општини. Практично значи ли тоа дека веќе имате план што ќе работите во наредните 4 години и дали тоа ќе значи и за окружување на дел од овие проекти? Несомнено, јас веќе имам изготвено мојата програма која што планирам да ја реализирам во наредните 4 години доколку добием како градоначалник. Најголем дел од тие проекти се во делот на канализационите инфраструктурни проекти, значи во повеќе населени места, пред се Воѓани, Бела Црква, Обршани, Боротино и Врбјани. Голем дел, тука сакам да ја завршиме и комплетно водоводната мрежа во нашата општина. Ни остана уште неколку населени места кои што не се поврзани поради недостиг на вода во бунарското поле Слави, меѓутоа ние веќе изработиме техничка документација, проект за доводен канал до општина Кривогаштани од регионалниот водовод Студенчица, која што инвестиција ќе чини некаде околу 600.000 евра и сметам дека со донесувањето на таа вода, регионалниот водовод Студенчица, потребите на општината ќе бидат 100% задоволени за вода за пиење. Како општина, значи, ние имаме 70% веќе од населените места добиваат вода за пиење. Во делот на Кореница, Годивли и Подвис користиме регионалниот водовод Студенчица, додека населените места Врбјани, Слави, Кривогаштани, Крушени и Боротино добиваат од нашиот локален извор во населеното место Слави. Во останатите села веќе имаме изградено примарна мрежа за водовод, меѓутоа сега кога ќе успееме да го донесеме, значи регионалниот водовод Студенчица, ќе завршиме и таа секундарна мрежа, тоа е не толку голема инвестиција и сметам дека тие два проекти, значи делот за канализациите, делот за водоводот ќе бидат најбитните за нашата општина, а не помалку ќе бидат занемарени делови асфалтирање во улици, значи планираме некаде остануваат уште вкупно 15 километри според нашите проценки за асфалтирање на регионални патишта и локални улици и не помалку ќе се посветам на инвестиции во делот на спортот и културата. Значи веќе имаме одобрено проект за изградба, чекаме само потврда од Светска банка за изградба на музеј со библиотека во општина Кривогаштани. Тоа ќе биде некаде инвестиција во вредност од околу 100.000 евра и комплетно да дозавршиме со осветлувањето во нашата општина со поставување на штедливи лед светилки. Веќе 40% ги заменамне старите светилки, поставени се нови лед светилки и го очекуваме, значи, уште завршувањето на извештајот од Светска банка и очекуваме во најскоро време да почнеме да ја реализираме и таа инвестиција, значи комплетно изградба на музеот со библиотека и комплетно за окружување на уличното осветлување во нашата општина. Предвидено е изградба и на спортска сала со повеќенаменско игралиште во делот на населеното место Бршани, фудбалските игралишта да се реновираат и една плејада на повеќе проекти кои што се состојат во мојата програма, која што ќе биде дадена на увид на самите граѓани. Ви благодарам за разговорот, ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Тоа беше разговорот со градоначалникот на општина Кривогаштани, Тони Затковски, кој ни ги кажа проектите кои што ги реализирал во изминатиот период. Пријатно со програмата на Канал Визија.